На 29 септември, в понеделник, официјално стартува изборната кампања за локалните избори. Од она што можеше да се види и да се слушне во предизборието, очекувате ли партиите и независните листи да изненадат со нова, модерна кампања или ќе се задржат на старите испробани модели, средби со граѓани, митинзи, снимени пораки и видеа на социјалните мрежи? Краткиот одговор е не. Мислам дека ќе испробаат нова црна кампања, заради тоа што очекувам овие избори да бидат премногу базирани на црна кампања, лични и партиски дисквалификации, бидејќи влогот кој што секојдневно го отвараат и поставуваат партиите е навистина голем. И од тука тоа не води кон можност за една инклузивна, една нормална, една кампања базирана на ветување и очекување, туку напротив на дури повеќе од живот или смрт, би рекол, на катаклизма или не, во случај да некој освои градоначалничкото место или го изгуби и така натаму. Не води тоа никаде, меѓутоа за жал се победен сум дека како што досега немаше подобрување, дека дури во овие 20-30 дена ќе видиме многу поескалирачки наративи. Македонските партии и политичари не сакаат, така ми се чини, да излезат од калапот на водење на кампања наменета само за сопственото гласачко тело, поточно партиско членство, или пак немаат капацитет и храброст да се обратат на неопределените. Да зачекорат во едни води каде што морат да излезат од она комотна сфера на обраќање на своите. Мислам дека политичките партии прават некоја своја анализа, каде се јаки, кои теми им се на секој од партиите поблиски или се советувани дека имаат резултати, така ја водат кампањата. Затоа и вие во пораките што ги слушате и овие моменти пред официјалниот почеток на кампањата, многу повеќе слушате за ланскиот снег во наводници, отколку што слушате за локалните избори. Многу повеќе слушаме за национални теми, евроинтеграцијски теми кои што се секако важни. Меѓутоа, не се во склад со очекувањата на граѓаните. Граѓаните очекуваат одговори, граѓаните очекуваат решенија, граѓаните очекуваат успех. Меѓутоа, да нема дупки по улиците, да има паркинзи регулирани, да се дише чист воздух, да се регулира урбанизмот, односно да има каде, наједноставно кажано, мајка со своето бебе количката да е турка, да има каде пешак да помине, каде тротинет, каде возило и така натаму. Тоа се очекувањата на луѓето од локалните избори на секој од нас. Меѓутоа, партиите си градат своји кампањи, се базираат на своите проценките на пиар тимовите, кои што за жал мислам дека овој пат ќе направат начин кој што нема да донесе позитивна кампања или во најмала рака нема граѓаните да ги направи задоволни. Сега, во таква ситуација најлесно се обратите на своите, заради тоа што знаете како велат, вашите од дома секогаш ќе ве поддржат. И да грешите и да ви дадат некоја топла критика и фина, таа на крај ќе се сведе на тоа дека ливчето ќе го заокружат со вашиот број и токму затоа тој сигурен простор на партиите ги држи во своите редови, а полека сигурно се губат неопределените гласачи, полека сигурно очекувањата се намалуваат и тоа се гледа според довербата во институциите. Потоа и според на крајот на краиштата многу честите анкети, дали ги познавате вашите советници. Ако ги погледнете резултатите од годините наназад, советниците и мињата многу малку се познати кај граѓаните и тоа многу сведочи за ваквата состојба. Кога зборуваме за праксата во водење на кампања, што покажува, не зборувам само за Македонија, зборам пошироко, дали во регионот или во Европа. Дали поголеми резултати дава црната кампања или пак кампањата со идеи, со програма за доаѓање на власт, или ние сме исклучок од се ова, пак е нас само црната кампања успева? Има емпирија веќе. Ниедни избори не се добиени на црна кампања. Тоа е мит. Дури и 2016 година кога се менуваше власта со бомби и така натаму, не успеа најсилното орудие, најсилните критики и разоткривање на потенцијални криминали кои потоа се процесуира и така натаму, не доведе до тоа да мнозинството граѓани дадат поддршка на партијата која што ја водеше таа кампања. Дури ни онаа кампања пред 4 години со градоначалничката на Скопје, дали имала пасош, немала пасош, не доведе до тоа таа да ги изгуби изборите, ги доби изборите. Небитно дали е тоа вистина или не. Значи, можем да ви даваме еден куп примери, каде што црната кампања не само што не вродува со плод, туку е контрапродуктивна. Поентата е дека вие кога критикувате, луѓето очекуваат, ако се сериозни политички партии, ако сакате да ја добиете довербата од нив, да ги понудите решенијата. Оти критика без решение во политиката е буквално како аналитичар.
А партиите не се ставаат на листа за да бидат аналитичари на избори и некој да каже кој е по-симпатичен или по-аналитичар, кој што аналитичарка, кој што користи подобри изрази и фрази. Значи се бараат решенија. Така што критиката е здрава. Разногласието е здраво, различното мислење е здраво и е потребно секогаш и во кампања. Меѓутоа, од кога ќе завршите со критиката зошто нешто не чини, тогаш ќе кажете што предлагате и како вие тоа ќе го промените ако ја добиете довербата. Само на тој начин може да се менуваат работите. И во минатото имаме многу примери кои што покажале дека ваквиот пристап од партии аутсайдери што се сметало дека никогаш нема да ја променат власт, успевале да ја променат токму со ваквиот пристап. Верувам дека партиите се многу свесни за ова што го зборувате, дека црната кампања не вродува со плод, но сепак се држат до неа. Имате објаснување зошто? А, партиите немаат објаснување зошто прават се уште некакви митинзи или зошто прават некакви активности кои што никој не ги бара од нив. Меѓутоа едноставно го прават заради тоа што вие за да водите една модерна кампања, значи дека треба да размислувате 10-15 години нанапред. Значи дека изборите не се добиваат во 20 ден. Ниту од комуникацијски, ниту од социолошки, ниту од политички аспект. Како сакате. Изборите се трасираат од денеска за следните 4 години. И резултатот што вие сте правеле пред 4 години ве стига денеска. И се додека партиите мислат дека во 20 дена нешто може да сменат, логичен одговор е црната кампања. Оти вие го гледате резултатот, на пример, или е тесен или е катастрофален за вас во одредена страна и викате како ќе направиме промена, нели game change, ќе водиме интензивна, брза спин кампања полна со дисквалификации и црна кампања. И затоа доаѓа до тоа. Значи не е дека тие во голема мера не знаат, туку едноставно постојано се вртат во истиот магичен круг и се заробуваат што да прават за 20-30 дена или за 6 месеци. Не се води така кампања. Кампањата се планира од сега со следните локални избори. И само на тој начин може да има долгорочен успех и промена и во кампањата, и во иновациите, и да ги отворат граѓаните ушите да слушаат. Збориме за неопределените, не за вашите секако ве следат. И последното прашање ми е да погледнеме од другата страна кај граѓаните, стануваат ли тие посвесни за тоа која е улогата на локалната власт и што треба таа да ми испорача, односно дали се намалува маневарскиот простор на партиите токму за вадење на маса на локалните избори на прашања кои се поврзани со национални и етнички теми и всушност дефокусираат од суштината на локалните избори, а тоа е кој како ќе им ги чисти улиците и ѓубрето на луѓето, ќе го се одржува ли зелениното, ќе се обезбеди повеќе паркинг места, градинки, проводни улици и нема да им се зградат згради на луѓето под балкони. Пред повеќе од 5 години имав разговор со еден тогашен министер каде што предлагав системско решение за промена во тој ресор. Одговорот беше дека ако сакам нешто да понудам, да го понудам да се реализира за 3 месеци или 6 месеци или да преведам во рамки на мандатот кој што го има. И сега партиите, кандидатите, функционерите веќе се повеќе и на наше ниво, македонско, меѓутоа и во светско ниво функционираат на тој начин. Сакам инстант резултати и немам време за визија. Се додека не разбереме дека водење на политика, особено локална политика, таа е основата на политиката, без стратегија и без мандат, каде што ќе се вклучат повеќе градоначалници, градоначалнички партии и мандати, значи ние нема да постигнуваме ништо. Напластените проблеми во Скопје, во Тетово, во Струмица, да не редам, во цела Македонија, не се решаваат во 4 години. И сите градоначалници кои ќе дојдат на власт во Скопје, на пример, велат чистиот воздух не е прашање на еден мандат. Ама кога се во опозиција викаат овој градоначалник што е сега, катастрофално го држи воздух. И сега се менува местото, истиот филм. Потоа доаѓа другата партија и ги кажува истите работи. Ние имаме проблем. Значи, проблемите не се решаваат во 4 години. Овие депонии не настанале нити во овој мандат, нити во претходниот, нити во предпретходниот, а нити ќе се решат во 1-2 години. Значи, додека не разберат партиите дека треба да градат решенија каде што во центарот се луѓето, експертите од одредена област, кои што ќе ги проектираат и прават работите, а политичарите ќе бидат менаџерите, менаџерките на парите и на она што е потребно, до тогаш нема да има никакви решенија, нема да има никаква долгорочна одржливост. Но дали се граѓаните свесни за тоа која е улогата на локалната власт или се уште им веруваат на политичарите? Граѓаните се свесни многу одамна повеќе од партиите, меѓутоа која е понудата и кој е изборот, кој што тие можат да го направат доколку нивните лидери
или нивните елити, нашите елити не бидат свесни дека времето тече. Меѓутоа, овие избори, јас не случајно кажам дека се историски избори и дефинитивно ќе го покажат патот дека поради децениското неслушање на граѓаните, политичката сцена традиционално ќе се промени. Ќе почне денеска, но ќе почне после изборите, но нема да заврши тука. Сега, последната шанса за политичарите ќе биде после овие избори. Ако не сменат ништо, дефинитивно ништо од оваа политика на која сме навикнати, понатаму нема да обстои. Господине Кордалов, ви благодарам на разговорот. Благодарам многу за чест.